Почитувани, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Од 14 нови потврдени случаи на COVID-19 во земјава, еден е од Тетово. 90% од родителите одлучиле нивните деца во следниот период да не ја посетуваат детската градинка Младост во Тетово. 12-годишниот Стефан Ѓорѓевски од Тетово со голема брзина успева да намести Рубикова коцка. Почина пациент од Тетово на возраст од 61 година. Од потврдените нови 14 случаи со COVID-19 во изминатите 24 часа, еден е од Тетово. Во градската општа болница 8 септември почина пациент од Тетово на возраст од 61 година, хоспитализиран на 28 април. Во изминатите 24 часа направени се 242 тестирања, а потврдени се 14 нови случаи на COVID во земјава, и тоа 5 во Скопје, 2 во Прилеп, 1 во Тетово и 6 во Велес. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 20 оздравени пациенти, од кои 1 од Скопје, 9 од Куманово, 2 од Прилеп, 7 од Велес и 1 од Битола. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција повика на граѓанска солидарност во интерес на заштита на индивидуалното и колективното здравје. Утро разговарав и со реисот од Исламската верска заедница и со поглаварот на Македонската православна црква и на двајцата им посочив и побарав апсолутно да се придржуваат до мерките во интерес на здравјето на граѓаните и да не се организираат собери на верниците. По информацијата која денеска ја објави ИВЗ, со која информираше дека на 12 мај се отвараат џамиите, сакам да повторам дека се уште е на сила забраната за групирање на повеќе од 20 луѓе. Апелирам до верските заедници и до сите останати да спречат било каква организација или групирање на своите поддржувачи додека овие мерки се на сила. Верувајте дека секое неодговорно однесување на поединци или на групи може да не врати на почеток на кризата, а тоа истата ќе ја продлабочи и ќе се рефлектира на целокупното функционирање не само на здравствениот систем, туку и на државата. Апелирам до граѓаните да се воздржат од било какви собери, да се придржуваат до се што е препишано, препорачано, донесено од страна на владата, да се почитува забраната за групи поголеми од 2 лица, да се држи дистанца од најмалку 2 метри и задолжително да се носи заштитна маска, покривка на устата или на носот кога растојанието помеѓу граѓаните е помало од пропишаното. Инаку вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1586. Бројката на оздравени пациенти е 1099. На починати е 90, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 397. 90% од родителите одлучиле нивните деца во наредниот период да не ја посетуваат детската градинка Младост Тетово. По најавите на ресорното министерство дека во овие установи ќе може да се следи воспитно-образовниот процес со почитување на одредени здравствени препораки. Дел од нив кои треба од септември да појдат на училиште се отпишуваат, но сепак треба да платат одредена сума на пари за месеците април и мај, иако градинката не работеше. Од вкупно 700 деца запишани во 5 објекти во детската градинка Младост Тетово, само 137 ќе продолжат да ја посетуваат ова установа. Директорката Рамија Даути вели дека мал е интересот со оглед на состојбата со коронавирусот, но со помал број на деца, како градинка ќе можеме на многу полесен начин да ги спочитуваме здравствените препораки на властите. Имаме доволно вработени, имаме доволно занимални за тие толкав број на деца и така што мислиме дека нема да имаме проблем. Родителите чии деца од септември ќе појдат на училиште заклучно месец мај, ќе може да ги отпишат децата од градинката. Дел од нив реагираат за одлуката да платат одредена сума за април и мај, иако градинката не работела. Реагирам на тоа што ме условуваат со датум дека мора после 26 мај да го отпишам, а детето веќе 2 месеци, 2,5 месеци не оди во градинка и што мора да се плати одредена сума, а детето сакам да го отпишам.
Директорката Даути со своје објаснување зошто е одлучено да се наплатат сметки за месеците април и мај. Само се уплаќа местото, значи ние сме од градинките, мислим низ цела Македонија, каде што сме решиле најниско да се плаќа. Бидејќи 521 денар уплаќаат само резервирање на место, зашто не знаев, може одма да се почне со работа и мора да има континуитет на плаќање. Од раководството истакнаа дека ќе ги дезинфицираат сите градинки, откако надлежните ќе донесат одлука децата да појдат во градинка, а ќе настојуваат да се одржува физичка дистанца, просториите да бидат со помалку предмети, со цел спречување на ширење на заразата. Учебната година ќе заврши од дома. За следната од ресорното министерство тврдат дека се подготвени за било какво сценарио. Матурантите нема да полагаат државна матура, а роковите за запишување на првачињата се пролонгирани. Учениците нема да се вратат во училишните клупи до крајот на учебната година. Ова беше одлуката која ја донесе Министерството за образование и наука со оглед на состојбата со коронавирусот. Образовниот процес до 10 јуни ќе продолжи да се одвива онлайн, но некои од учениците немаат можност да ја следат онлайн наставата, бидејќи немаат уред или не се приклучени на интернет. Министерот за образование и наука Арбер Адими кажа дека Министерството се справило и со тој проблем. Ние обезбедивме бесплатен интернет од 10 гигабајта за сите тие деца кои потекнуваат од социјални загрозени семејства и картичките се споделуваат во меѓуопштинските центри за социјална работа каде се јавуваат родителите кои имат дете со статус на ученик во основно и средно образование. Исто така се доделени и IT уреди од потенцијални донатори, каде што на делот нив беа споделени нашите податоци како МОН кои ги прибравме од училиштата, но и податоците од Министерството за труд и социјална политика, па да ги вкрстуваат истите податоци и да ги распределат IT уредите низ различни општини. И генерално можам да кажам информациите се доста охрабрувачки, има голема вклученост на ученици, на деца, па на и студенти во високообразовните установи, на далечинското учење и сите предизвици ги адресираме и работиме на изнаоѓање на најприфатливи и најсоодветни решенија. Сите средношколци од завршна година се ослободени од полагањето на државната матура. Сите ќе се стекнат со свидетелства и диплома за завршено средно образование. Роковите за запишување на првачињата пак се пролонгираат за 1 месец, информираше Адеми. Наместо у мај месец уписот ќе трае во јуни месец, резултатите ќе бидат објавени до 15 јули, најдостан до 15 јули. Така што работиме заедно и со комисијата, ќе бидеме во контакт и со комисијата за заразни болести да подготвуваме конкретни протоколи за да се применат сите тие препораки од здравствени авторитети и да не се доведува во прашање јавното здравје. Така што уписите за првачињата ќе бидат во јуни, цел месец јуни. Исто така и уписот во средните училишта ќе продолжиме според тие датуми кои веќе се објавени на конкурсот кој е објавен на крај на месец март. Што се однесува до почетокот на следната учебна година, во однос на тоа дали ќе се започне соодветно заради очекувањата за уште еден бран заболување од коронавирусот, Адеми истакна дека Министерството е подготвено за било какво сценарио. Имаат спремни скратени наставни програми и упатства до сите наставници, во случај образовниот процес повторно да треба да продолжи од дома. По повод Светската недела и Денот на сестринството, за оваа професија и предизвиците што ги носи, разговаравме со Олгица Мерџановска, главната сестра во Општата болница во Гостивар. Тие се херои кои носат голем дел од товарот за грижата на пациентите врз својот грб, неуморни, без оглед на напорната и стресна работа која знае да ги украде сонот и мирот. Хумани и позитивни, затоа што само така може да се биде добар во оваа професија. Медицинска сестра.
Од 5 до 12 мај секоја година ширум светот се одбележува неделата на сестринството. Целта е да се даде значење и да се истакне важноста на овие здравствени работници, кои често остануваат во сенка и без доволно признание од јавноста. Годинава манифестациите ќе изостанат поради пандемијата, а во борбата против коронавирусот, токму медицинските сестри се една од главните алки. Навистина, годинава се одбележува во поинакви услови, но сепак сестринскиот позив е секогаш ист, работата ни е иста. Навистина, нели, мораме да бидеме попредпазливи во овој период, но работата секогаш тече, значи, по истиот тек. Сестрите се на своите работни места, си ја обавуваат редовно својата работа. Мерџановска зад себе има 2,5 децениско работно искуство. Прво како одделенска сестра на невропсихијатриското одделение, а последните години како главна медицинска сестра во општата болница во Гостивар. Оваа професија за мене е најубавата на светот, вели таа. А љубовта према сестринството и воопшто према здравствената струка пропотекнува многу одамна. Значи, уште како малечка јас се восхитував на медицинските работници. Значи, таа нега што ја пружаат медицинските работници, за мене беше фасцинантно. Значи, доживував како најубавата професија во светот и секогаш велам, уште еднаш да треба да изберам, ќе си ја изберам повторно истата професија. За тоа каков е статусот на медицинските сестри во денешно време и дали нивниот труд доволно е вреднуван, Олгица вели. Сметам дека треба да се обрне малку поголемо внимание. Значи, сестрата е дел, значи ланец од здравствената струка, која ги извршува 67% од здравствените услуги во здравството воопшто, значи во медицината. И сметам дека местото кое е дадено е малку неквалификувано, да речам, нели? Нормално сега во денешниве услови постојат училишта за дообразување и за стекнување на високо образование. По повод неделата на сестринството, Сдруженијето на сестри, акушерки и техничари ќе додели парични награди за јубилејни 20, 30 и 40 години стаж на колеги од Гостиварската болница. Традиционалните избори и доделување на признанија за најдобри медицински сестри од болничките одделенија годинава нема да се одржат поради вонредната состојба. 12-годишниот Стефан Ѓорѓевски од Тетово со голема брзина успева да намести Рубикова коцка. Тоа е негова пасија уште од 7-годишна возраст. Поддршка добива најмногу од родителите, а веќе постигнал одлични резултати на неколку надпревари во Скопје. Очигледна е вештината и брзината со кои овој 12-годишник успева да ја намести Рубиковата коцка. За да докажеме, снимателот ја размести коцката, а ние се уверивме во талентот на младиот Стефан од Тетово. Тој е ученик во основното училиште Братство Миѓени, а од својата 7 година се заинтересирал за ова хоби. Кога сеев на компјутер, видов едно видео на YouTube како месат Рубикови коцки и ми дојде интерес, и викам, ај, ќе се утре. Рубикова коцка, ќе се потребим да. А па ми после не успев, пак се потрудив и после успев. Стана лесно. Да. Кажи ми, почна да вежбаш редовно секој ден? Да. Колку време ти е потребно за да наместиш една и имаш ли некој рекорд што си го достигнал? Па за тренирање 3 коцка треба околу 20 до 30 секунди, а рекордот ми е 16 секунди. Поддршка најмногу добива од родителите. Тие вложуваат време и труд за да го носат на надпревари. Неговата мајка вели дека благодарение на разбирањето од страна на работодавачот успева да одвои време за сите заедно да одат на надпревари. Она што не достига е клуб во Тетово, место каде што ваквите деца ќе инвестираат во својот талент, вели мајката Валентина. И на почеток не ни беше така интересно. После кога почна активно, се зачудевме и ние сами. После сам ни кажа дека има надпревар у Скопје
отиднавме таму, се пријавивме и постигна солиден резултат. После имаш уште еден надпревар, каде што стварно постигна резултат за неговите години солиден. За колку најбрзо успева да... Пирамида коцката ја реши за 11 секунди. Имаше рунда каде што за 11 секунди пирамида коцка. Зависно од коцките, има коцки 4 со 4, 3 со 3, има поголеми каде што треба поголемо време и поголема концентрација. Сака и клуб во Тетово, сака и инвестиција голема. Нема, предпоставам, во Тетово некој место каде што може? Нема. Се има во Скопје. Откако ни ги покажа сите коцки и успеа да ги намести сите за многу брзо време, Стефан ни кажа која е неговата желба. Па, би сакал да достиг, например, светски рекорд или запалец на национален рекорд. Од колку секунди ти е целта? Па, например, 5 секунди би сакал. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 10 лица во Тетово во текот на изминатото деноноќие не ја почитувале забраната за движење. Лишени се од слобода и ќе следуваат соодветни поднесоци за нив за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Исто така, според статистичките податоци на СВР Тетово, решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвени им се на 16 лица во Тетово, а во изминатото деноноќие изјави за самоизолација потпишале вкупно 34 лица, од кои 30 во Тетово и 4 во Гостивар. Во овој период контролирани се 118 лица во Тетово и 7 во Гостивар со решенија и 40 лица во Тетово и 34 лица во Гостивар со потпишани изјави за самоизолација, додека 21 лица, од кои 20 во Тетово, биле писмено предупредени за неносење заштитни маски. Ноќеска 10 минути по полноќ во Тетово е приведен 30-годишен тетовец кој претходно бил лишен за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, поради тоа што ги навредувал и агресивно се однесувал кон полициските службеници кои вршеле службени дејствија. По целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера 44-годишникот Гостивар во полицијата пријавил дека на улица Балиндолска во Гостивар тој и неговиот син биле физички нападнати од 56-годишник исто така од Гостивар, кој им се заканил со нож и секира, а при обид да му го одземе ножот, тој се здобил со повреда на десната рака. Лицето е лишено од слобода и задржано во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. 30-годишна гостиварка пак пријавила дека претходниот ден нејзиниот 28-годишен невенчан сопруг физички ја малтретирал и од чантата и одзел пари, пошто заминал од домот. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, информираат од СВР Тетово. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Киси Менада и имајте пријатен викенд. Пријатно!